Почитувани гледачи, добро утро. Слободен печат, 9 часот наутро. Што е антибиотска резистенција? Колку од антибиотиците во државава се користат рационално? Кои се причините поради кои што настанува антибиотска резистенција и има ли можност таа на некаков начин да се надмине? Утрово наши ваш гостин, млад лекар од приватна здравствена ординација, доктор Веле Тодоровски. Добро утро. Докторе, добро утро. Во името на Слободен печат најавив дел од темите на кои што ќе зборуваме. Вие сте млад лекар кој што работи во приватна здравствена ординација. Работите околу една година од прилика. Она што ќе зборуваме утрово, веќе најавив, тоа е антибиотска резистенција, што вели вашето искуство и колку рационално се користат антибиотиците кај нашите пациенти. Добро ве најдов првенствено и благодарам на поканата да гостувам. Вака сега во моето искуство, нели, да кажем скромно од една година, антимикробната резистенција, односно поготово злоупотребата на антибиотиците, станува веќе сериозна закана во здравствените системи ширум светот. Според СЗО до 2050 година водечка причина за смрт, зборувам во САД, во Соединетите Американски држави, ќе биде токму од соеви кои што ќе бидат резистентни дури на оние антибиотици кои што се користат и во хоспиталните средини. Додека во однос на употребата, мислам, знаеме дека не се следат секогаш протоколите за препишување на оваа антибиотска терапија. Антибиотикот се дава според одредени протоколи. Пациентот, доколку има симптоми, врз основа на подосна лабораториски анализи, воспалителни маркери, тука следиме седиментација, број на леукоцити, односно крвни клетки кои што се борат против бактериските инфекции и секако во поново време тука е CR5, односно C-реактивниот протеин, кој што е воспалителен маркер при акутни инфекции. Значи антибиотици се за бактериски инфекции, а не се за третирање на вирусните инфекции. Да, меѓутоа многу често веројатно ви се случува и од она што имам разговарано со вашите колеги, да секоја висока температура и посета на матичен лекар се побара антибиотик. Дури не е редок случајот да на своја рака сами си препишуваме антибиотици. Што се случува во тие случаи, мислам? Така, значи многу често првиот анамнестички податок кој го добива еден лекар од пациентот е јас на своја рака започнав со одреден антибиотик. Так. Лекарот го прашува на што се должи тоа, тој ќе каже подкашлав, има покачена телесна температура и тука веќе веднаш она субјективно чувство на подобрување доколку некој земе, како што кажете, на своја рака антибиотик. Се случува доста често и лекарот е ставен, да кажам, во небрано, токму од аспектот дека пациентот веќе почнал антибиотска терапија, а тој не ја препишал таа антибиотска терапија. Многу често и самите тука нерационални употреби на антибиотици произлегуваат и од стоматолошката практика, па уринарни инфекции, значи секој симптом на уринарна тегова се квалификува како уринарна инфекција без претходни анализи, така да доста е често во практиката да се има и податок од пациентите дека самостојно почнале без претходно да се консултира со својот матичен лекар. Добро, доколку имате ваков случај, велите дека и во вашата ординација се појавува, што правите понатаму, бидејќи веќе ако 1 или 2 дена земал антибиотик, не е вообичаено да се прекине доколку има некакви симптоми. Дали препишувате, бидејќи често се случува да каже имав антибиотик за 2-3 дена, се треба да ми дадете нова рецепта за да продолжам, или му советувате да прекине со пиење на антибиотикот и да направи крвна анализа? Вака сега практика, моето искуство и мојот начин на работа, значи пациентите од кај мене се упатуваат на лабораториски анализи, значи 3 до 5 ден од инфекцијата како најверодостојни за интерпретација на параметрите. Во однос на анализите, подоцна, ако има потреба, јас ја продолжувам терапијата скодно на клиничката слика. Не практикувам продолжување на терапија доколку сам си ја препишал. Така, значи сега зборуваме за алергени, зборуваме за загаден воздух, така да многу се лошо интерпретираат симптомите и знаците кои што имаат пациентите. Не би продолжил терапија која што не е препишана од мене, која што иде на штета на пациентот, да не зборуваме за дисбиозата, нарушување на добри и лоши бактерии, кои што веќе самиот микробиом, односно добрите бактерии, тоа е посебен орган веќе кој што се изучува и штетата е голема по нивното здравје. Кога сме веќе кај антимикробната резистенција, што значи ова практично и сте имали ли таков случај? Сепак е релативно кратко време, меѓутоа работите со поискусни лекари во вашата ординација.
да едноставно се препишуваат антибиотици, меѓутоа тие не делуваат и што после тоа? Значи најдобар резултат, најдобар пример, извинете, добивате од микробиолошките брисеви. Брисот носи грло, зборувам и за уринокултурата, односно микробиолошката анализа на уринокултурата. Вие кој ќе видите фрапантен податок дека, например, Ешерихија коли, чест предизвикач на уринарна инфекција, од 12 антибиотици на тој антибиограм изработен за бактеријата, 10 се резистентни. Останува 2 антибиотика да се сензитивни. Мислам, интермитентно значи кога е помеѓу резистенција и сензитивност. Така да микробиолошките брисеви, кои што јас ги гледам во последно време, тие се, мислам, загрижувачки параметар во однос каде се движат работите. Значи стануваме антимикробно резистентни како нација? Стануваме не само ние, стануваат и високо, да речем, развиените земји, така да ирационалната употреба на антибиотиците ги прави бактериите да бидат порезистентни. Значи не мора да значи дека ако некој не земал антибиотик, не може да се стекне со инфекција од бактерија која што е резистентна на огромен број антибиотици. Значи генетиката на бактеријата се менува, така да тие генетски премостувања се префрлаат од еден поединец на друг, мислам преку начинот на зараза и се голема закана за општеството воопшто така. Така. Кога сме веќе кај пациентите, вие лекувате, предпоставувам, бидејќи сте општ лекар, и мали деца, меѓутоа и возрастни пациенти. Дали се случува родител да дојде да побара антибиотик за дете или возрастните се исклучиво во оваа група? Значи не заостануваат и децата, значи сите возрастни групи, зборуваме и деца, предучилишно, училишно возраст, адолесценти, мислам буквално да кажеме старата популација, пензионерите, значи над 65 години и децата некаде до 7-та година, тоа се тие возрастни популации каде што имаме, мислам, препишување на антибиотска терапија, продолжени викенди, страф од нели поголема инфекција, а сите знаат дека во тек на викенди има дежурни служби каде што може да се обратат во поликлиниките. Исто така тука се и нели клиниката за респираторни заболувања. Козлата. Така, тука е Мајка Тереза клинички центар. Секоја болница си има своја нели дежурно оделение, дежурна служба. Кога сме веќе климатичните лекари, кажете ми како е во моментот, бидејќи постојано се провлекуваат некакви проблеми, исплата на капитација, висина на капитација, број на пациенти. Се реши ли нешто тука, бидејќи тоа за вас практично значи одржување на ординација и исплатата на капитација? Така, значи, како што кажавте, капитацијата е приходот на вработените. Јас како вработен, во текот на овој период кратко, колку што работам неполна година, редовно, значи, ја добивам својата плата. Во однос на висината, таа се најавува да се промени во текот на 25-та година. Во однос на другите параметри што ги кажете, значи тоа е всушност приходот на ординацијата, сестрата, докторот, се зависи од тие приходи. Јас доработам, значи редовно, но претходно сигурно имало периоди за кои јас не сум информиран и не би била редовна доколку нели платата ќе се доцне, доколку не се дојде капитацијата, тоа е единствениот приход за тие приватни здравствени установи. Кажете ми околу бројот на пациенти. Зависи ли капитацијата во однос на бројот на пациенти и кој е максималниот број на пациенти кој што еден матичен лекар може да ги има? Максимален број нема. Значи најчесто се прошируваат тимовите. Во однос на бројот на пациенти, сега се залагаат фелата и на последниот состанок, значи да има некој фиксен дел од приходите кој што нема да зависи од бројот на пациенти, за да можат помалите ординации, зборуваме ординациите во руралните средини, да опстојат, бидејќи не секоја средина има доволен број на пациенти, по дефолт следи помали приходи за сестрата и докторот. Се договорија, мислам, непосредно, сега што не е официализирано, дека ќе може да се работи доктор без сестра до одреден број на пациенти, за да има услови за опстојување на неговиот бизнес, односно амбуланта. Бидејќи нели тоа е сепак фирма, се плаќаат придонеси, се плаќаат и други потрошни материјали, ампуларна терапија, така да канцелариски материјал, тука се тонери, хартија, што е голем, мислам, важно. Дигитализацијата е тука важна. Докторе, се ближат новогодишните празници, имаме продолжен викенд за божикните празници. Во моментов, кажете ми, во вашата ординација, кои се примарни пациенти, односно, зашто бараат практично
помош најчесто. Така. И една препорака околу новогодишните празници, што треба да прават, што не треба. Вака, значи како што знаеме, и сезона е на респираторните инфекции, тука се горно респираторните инфекции, значи воспаление на носна слузница, ринит, воспаление на синуси, грло, значи најчесто пациентите се жалат на грлоболка, искрена, скопјани, се жалат на горчина во устата, на сува кашлица, која што е пролонгирана повеќе од 2-3 недели. Децата секако со тука ангината, тука се носните инфекции доста чести, значи секоја доба се носи своји, здравствени проблеми, тука се респираторните инфекции, но го имаме и стомачниот вирус, иако мислиме дека тоа е нели за во принцип резервиран за летните месеци. Пациентите да бидат умирени во се, да бидат умирени во однос на исхраната, во однос на конзумирањето на алкохолни пијалоци, да поминуваат време, мислам колку што им дозволува природа кога е најмалку загадено, има сега нели преку паметните уреди да се следи колку е загаден воздухот во еден период на денот, значи да се внимава во однос на користењето на пиротехничките средства од малите деца, да не се случуваат инциденти во однос на тоа прашање, значи умереност да постои во се. А за другото мислам знаеме. И секако да не земаат антибиотици. Да не земаат антибиотици за респираторна инфекција, може да е алергија, може да е вироза, значи првично нека се направи крвна слика, нека се видат одредени параметри, па потоа ќе се види дали е за антибиотик или не е за антибиотик. Така. Ова беше доктор Веле Тодоровски од приватна здравствена ординација, доктор по општа медицина. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Слободен печат и секако следете на нашето веб издание. Меѓутоа и очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.